За жал, морам да кажам дека вчера добивме лоша вест, која што знаете, лошите вести брзо доаѓаат. Се работи за наша повозрастна сограѓанка, која што е веќе заболена од корона. Сега уште сме во дилема и се испитува, епидемиологот работи на таа тема, дали се работи за интрахоспитална инфекција или се работи за инфекција која што се однесе од тука. Се прави анализа на сите контакти. Ние исто така правиме анализа, затоа што нашата сограѓанка тука снимана во брзата помош, на интерно секаде, прегледувана и во домашни услови. Нашите вработени сите беа со заштита, добро беа заштитени, меѓутоа сепак проверуваме сите контакти. Имаме уште еден сомнителен случај кој што контактирал со нашата сограѓанка. Иначе се работи за сограѓанка од ромската популација. Знаете, нивната психоза е малку подруга, кога некој ќе се разболи, сите се заедно. Така да има многу контакти. Се надевам дека нема да има други позитивни и заболени. Иначе пациентката е во болница, хоспитализирана и посакувам се најдобро да оздраве и да нема никој од семејството и од нашите други пошироко сограѓани, пациенти и нормално и нашите вработени. Дали се спроведени овие анкети, епидемиолошките анкети, кои што треба да ги лоцираат луѓето со кои што биле контакти, дали ги имате конечниот список со кој што... Не, конечниот го немаме, се уште се работи од вчера, епидемиологот работи на таа тема, ние постојано и помагаме, меѓутоа најблиските и контакти се веќе детектирани и веќе денеска им се прават тестови на семејството и на едно момче кое што работело како мајсторка и во семејството. Останатите се анкетирани и се уште се детектираат. Сега на сомнителното лице кое што не е во сродство со нашата сограѓанка, треба да се направи анкета и на неговото семејство и неговото окружување. Тоа го работи епидемиологот, тоа е негова работа. Сега за сега се е под контрола. Ние тука во здравствениот дом дезинфицираме. После секој пациент кој се снима на рентген, например, јас сум рентгенолог, се дезинфицира пред да примиме друг пациент. Исто така, затоа што ние знаете, во главном ги соблекуваме пациентите, на исти сталак се снимаат, така да може да бидат спокојни. Само треба секој да си носи маска, сам да се заштити. Ние тука правиме се, како што можевте да видите, пред да држиме оваа манифестација дезинфициравме, спремена е пумпата со дезинфекциенс да се испрска се, ходници се прскаат, повторно се интензивира од вчера особено, комбињата постојано се стерилизираат, после да се дезинфицираат после секој пациент, пред да оди пациент на во болница, на секој повик, се дезинфицира брзата помош и сите останати одели. Правиме се што можеме, меѓутоа бараме помош и од граѓаните, како првиот пат што беа дисциплинирани, особено за нивните млади, да ги воспитуваат, да се придружуваат до мерките, да носат маски и да држат дистанца. Кога можеме да ги очекуваме резултатите од анкетираните? Ние се уште немаме брзи тестови, за 2-3 дена ќе стигнат резултатите и ќе бидат објавени со сигурност, така да се изолирани домашните веќе во домашна изолација. Ние од нашите здравствени работници во соработка со епидемиологот не сме направили изолација затоа што констатирано е дека сите со заштита работеле и дека нема никаква опасност. Значи, веќе 6 месеци живееме со короната и е установено дека маската е најсигурна заштита. Пошто вие сте надлежни за домот во Каменица, таму каква е ситуацијата? Имаше 4 случаи и остана се на тоа? Да, значи во Македонска Каменица сите направени се тестови по трет пат и сите се негативни. Првиот позитивен е веќе 2 теста има негативни, мислам дека му е дозволено и да си оди, и останатите се негативни, немаме нови и дај Боже да остане така, да сме сите живи и здрави и да се почитуваме и да почитуваме верките.